Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дувњак, а вие гледате Правда и неправда. Денеска имавме неработен ден и јас на крајот на денот ја користам оваа прилика на нашите граѓани од исламска вероисповед да им го честитам празникот Бајрам. Тема на вечерашнава емисија е нотаријатот. Нотаријатот како професија се среќава уште во римската правна терминологија, но таму означува нешто друго. Тоа биле оние луѓе кои што ги запишувале правните говори. Од тогаш помина многу време и многу работи се променија. Каква е состојбата денес? Македонските нотари минатата година прославија еден убав јубилеј, 20 години од формирањето, а годинава, поточно во мај оваа година, се одржаа нивните традиционални пролетни денови, кога ја објавија и монографијата, која што представува еден вид на ретроспектива за нивната досегашна работа. Околу тоа колку оваа самостојна јавна служба ја оствари својата функција. За тоа со какви предизвици се соочуваат, зошто нотарите и извршителите имаат лош имидж во државата, како и за тоа зошто нотарската професија се смета дека е една од најисплатливите во државата, зборуваме со моите вечерашни гости, господјата Олга Димовска, од мојата десна страна, нотар од Скопското подрачје, избрана во 2002 година и во моментов член на управниот одбор и еден од двајцата подпредседатели, и господинот Насер Зибери, исто така нотар од Скопското подрачје, нотар од 2004 година, познат во јавноста како поранешен пратеник, министер од редовите на ПДП и аналитичар. Добре дојдовте. Добре ве најдов. За почеток се надевам дека отворивме така неколку битни прашања, а ќе почнеме со тоа. Еве од господјата Димовска ќе почнеме како дама. Со првото прашање, дали нотарската професија ја оправда довербата во изминативе 21 година, бидејќи во времето кога беше формирана и кога беа пренесени на нотарите јавните овластувања од државата, тоа беше објаснето дека тоа се прави заради растоварување на судовите кои што во тој период беа претрупани со предмети, но и заради граѓаните. Беше кажано дека тоа е нужно за да може граѓаните да добијат подостоинствени услуги. Дали е тоа направено сега од оваа дистанца? Мислам дека секако е направено и можеме да потврдиме со сигурност дека и самите бројки ќе покажат дека нотарите одговорија на поставените задачи. Голема чест е да можам ова да го кажам во име на нотаријатот, затоа што 20 години, 21 година веќе годинава, нотаријатот успешно одговори на сите надлежности. Основната работа, да се растовари судството. Успеавме, судовите се растеретија за неспорните работи. Кај нотарите се вршеа сите оние работи кои што на шалтер граѓаните мораа на еден или два шалтери во градовите да ги вршат во судовите, сега се распоредија на многу повеќе места. Например, два шалтери беа во Скопје, во основните судови, одеднаш можеа во 60, сега во моментов во 60, на 67 места. Нормално дека попријатно е да не одите на шалтер, туку во канцеларија, каде што можете достојно да бидете примени, да причекате во чекална, да седнете и да бидете услужени поефикасно. Бидејќи се покажа добри нотарите во својата работа првите години, после 2007 година, веќе 2008 година се прошири надлежноста и им се дадоа и оставинските постапки, доколку се неспорни,
во неспорниот дел, доколку се спорни се отстапуваат на судот. И исто така во 2011 година, а почнавме 2012, се дадоа платните налози, односно во тоа време се викаа решенија за извршување врз основа на веродостојна исправа. Во тоа време стануваше збор за близу пола милион предмети, колку што се сеќавам. Да, кои што во судот беа заглавени, така да и оние за останати предмети нотарите ги завршија. Бројките од една анализа која што ја направивме со помош на судот за период од 10 години покажа дека се решени голем број предмети и покажа дека има многу малку тужби и приговори во сите тие предмети. Да, една од најважните работи која што требаше да ја обезбеди нотаријатот е правната сигурност. Практично нотарите требаше да бидат гаранти на правната сигурност. Дали ја остваруваат оваа своја функција? И колку може да им се верува на нотарите? Тенденција во современите правосудни системи и во рамките на Европската Унија, но и пошироко, е да неспорните работи да бидат тргнати од судовите. Со тоа да се обезбеди поголем простор судовите да се занимаваат поквалитетно, постручно, поефикасно, понавремено со правораздавањето. И со спорните работи. Спорните работи, значи правораздавањето, значи решавање на правен спор помеѓу субјектите. И оваа цел, значи, е тенденција кај сите современи правни системи. И Македонија, значи, не е исклучок. Се разбира, не сите неспорни работи се опфатени и се пренесени од страна на државата кај нотарите и другите јавни служби, но во голема мера ова што колешката Олга го збореше пред малку, придонесе судовите во Република Македонија навистина целосно да се растеретат од неспорните прашања. Македонија се определи за латински нотаријат. Дозволете ми само да завршам. Значи, пренесувањето на овие надлежности од судовите кај нотарите врз основа на анализите кои се направени покажува дека прекршувања или евентуални злоупотреби од страна на нотарите во постапувањето по предметите се минимални. Тоа значи дека државата била во право кога ова доверена работа од своја надлежност, од надлежноста на судовите, ја пренела кај нотарите. И со целосно право може да тврдиме како нотари дека нотарите ја оправдаа довербата што државата им ја даде и да одговарам на конкретното прашање ваше, значи граѓанинот може целосно да има доверба кога пристапува во нотарска канцеларија дека неговите права ќе бидат целосно заштитени и нотарот согласно законот ќе постапи и никако поинаку. Да, меѓутоа во минатото имавме случаи кога токму нотари беа вклучени во криминални активности, па некои дури и осудени на високи казни. Ке ве подсетам на случајот Бачило, што значи нотарите сами по себе како професија не се имуни на криминал и на корупција. Секако, значи нотарите се луѓе и нотарите може да грешат. Како што случаи на афери, на повреда на закони има и во судовите, има и во обвинителствата, има и во органите на управата и секаде. Но споредбено со овие органи, кај нотарите дури далеку помали се овие прекршувања на законите. Дозволете ми само... сакам пак да се вратам на овој дел, да не ни избега мислата. Мислам дека за почеток е битно малку да направиме една разлика околу тоа кои се спецификите на латинскиот нотаријат што го избра Македонија и како стоиме ние во поглед на надлежностите со другите земји од регионот, компаративно споредено и на Балканот. Па вие спомнавте на почетокот дека нотаријатот поттекнува од античко време. Вие го спомнавте
периодот на Римската империја, но постојат податоци дека зачетоците на нотаријатот се дури и пред Римската империја. Такви податоци се пронајдени и во Вавилонија, и во Стар Египет, каде постојат пишани спогодби, едикти, договори, кои на некој начин се одлика на нотарската служба. И се разбира, покасно се развива, а почетоците на современиот нотаријат потекнуваат од 11, 12 и 13 век со Болонската декларација на тогашниот крал, кој и службено ги пренесува неколку надлежности на државата кај нотарите и за прв пат се назначуваат од страна на кралот нотарите. Латинскиот нотаријат како служба е доминантна во светот, во Европа скоро целосно, и тој е одлика на континенталното право, каде што и Македонија припаѓа. Латинскиот нотаријат се разликува од нотаријатот во англосаксонскиот систем по тоа што нотаријатот е служба на која е доверена вршење на дејност од страна на државата. Значи, таму стриктно со закон се уредени кои функции, кои надлежности ќе ги има државата. Значи, државата стои со својот авторитет зад службата нотаријат. А со тоа и државата ја гарантира и правната сигурност на граѓаните при вршење на нотарските дејности. Тоа е прво. Второ, латинскиот нотаријат во своите карактеристики е познат по тоа што надлежностите ги врши под надзор на државата. Под надзор подразбира и уредување на областа, надлежностите, но и тарифата. Ја определува државата, но и го задржува правото на надзорот. И до таа мера и да го врати, да го одзема овластувањето што го има дадено. Додека кај англосаксонскиот нотаријат е повеќе терен на слободно обавување на дејноста и ги нема надлежностите што ги има латинскиот нотаријат. Ама со тоа, значи, и контролата на државата во вршење на дејноста е доминантна. Тоа е прво. Второ, во англосаксонскиот нотаријат претежно се работи за легализација на потпис. Што значи нотарот таму само го заверува потписот на лицето кое пристапува и не составува она што е доминантно во нашиот нотаријат, нотарски акти, не заверува договори, не составува тестаменти, не расправа оставини, не носи платни налози и што е најбитно, значи лицето кој добива право да врши нотарска дејност не мора да е правник. Значи ги нема квалитетите и стручната подготвеност што ја бара нашиот закон, кој по тоа прашање е многу ригорозен. Бара одреден степен на работно искуство, квалификација и тоа најстрога дури. За да се стане денеска нотар, по законот кој е на сила, позитивните прописи, значи е потребно најмалку 5 години работно искуство, треба да е положен правосудниот испит, кој се полага по 2 години работно искуство и да е положен нотарскиот испит. И се разбира и исполнување на десетина други услови кои законот ги бара. А со тоа, значи, државата ги зајакнува критериумите, а со тоа и довербата кај лицето на кое му го пренесува овластувањето. Господја Димовска, мислите дека се доволно 5 години работно искуство или сметате дека и во тој дел може би треба заострување на критериумите? Во моментов е такво и до сега беше такво, меѓутоа може би треба да се зајакне. Моje лично убедување е тоа, не сакам да кажам дека тоа го делат повеќето, меѓутоа јас сметам дека може би треба по големо искуство. Сега во овој момент, според законското решение кое што е на сила, именувањето на нотарите го врши Министерството за правда и надзорот, рековме. Поминати се
21 година, рековме, од формирањето. Дали тоа е направено досега, еве сега гласно размислуваме, и зошто, да речеме, нотарската комора не побара, како бидејќи има веќе зад себе еден минат труд од, речиси, 2 децени, изборот да го врши или барем предлагањето нотарската комора, затоа што на некој начин никој подобро од нотарите не го познава, не ја познава состојбата на терен, од каде има потреба од нотарски места, затоа што се добива впечаток дека дури и во одредувањето на нови нотарски места од страна на Министерството за правда и на министрите за правда кои што доаѓаат, има известна политика, па некогаш и непотребно се зголемува бројот на нотарски места, затоа што и нотаријатот се смета, барем во јавноста, како една регрутна база и која што може да се искористи од страна на политиката. Во законот е предвидено дека нотаријатот мора да биде прашан со тоа што секогаш нотарската комора е таа која што кажува дали негде треба да се пополнат места и колку е потребно нотари. Колку се уважува мислењето на нотарската комора? Сега тоа не би сакала да го толкувам, меѓутоа мислам дека има повеќе нотари отколку што е потребно во некои градови. Можете ли да ги кажете последните бројки? Колкав е бројот, вкупниот број на нотари во државата, колку од нив се концентрирани во Скопје? Има ли делови во Македонија каде што нема нотари или има недоволен број на нотари, од друга страна, па во други градови каде што има и прекубројни? Во моментов нотарската комора има 187 членови, нотари. Најголемата концентрација е во Скопје, бидејќи и најголем правниот промет, моментално е 67. Мислам дека е можеби таа бројка и преголема, но сепак министерот за правда одлучува за тоа. Има градови кои што во моментов се упразнети нотарските места, а имаат потреба како Радовиш, бидејќи се работи за еден нотар, правниот промет е толкав, нема потреба од повеќе, и тој беше во пензија. Укажано е на Министерството за правда за таквите потреби, затоа што граѓаните патуваат во друг град да ги завршат своите правни работи и мислам дека ова министерство ќе одговори сега веќе со новиот начин на полагање. Имаше застој поради старото законско решение кое што предвидуваше полагање на испит по електронски пат, друг беше начинот и не постоеше воопшто полагање 2 години. Сега веќе имаме измени од декември. Впечаток е дека некако многу често се прават измени во законот за нотаријат. Дали е тоа впечаток или навистина е потреба која што произлегува од начинот на функционирање и во очување на некакви слабости во праксата? Измените не би рекол дека се многу чести на законот. Законот, нашата служба беше устроена со законот од 1996 кој набрзо претрпи промени кои беа неопходни 98 и тој закон функционираше 10 години до 2007 година која прв беа направени промени и следните промени беа направени после 10 други години, значи 2016 година. И последните се во 2018 година, каде што неминовно требаше да се коригираат одредени прашања кои се покажаа како пропуст при донесување на законот од 2016 година и поготово по таа најава на актуелната влада дека ќе има корекции во тарифите во однос на нотарскиот платен налог, но и други решенија кои се покажаа како неприменливи и имаше застој, да речеме, во делот на именувањето на нотарите, во делот на назначување на помошниците нотари и други технички прашања кои требаше да се променат. Во однос на
делот што пред малку го зборевте за именувањето на нотарите конкретно, ова прашање тешко може да се изземе целосно од државата, односно од Министерството за правда како ресорно подрачје. Бидејќи овластувањата за вршење на нотарската служба ги дава државата. Тоа значи дека и именувањето на лицата кои ќе ја вршат таа служба, државата ја задржува за себе. Колку има тоа простор за влијание на политиката? Сакам да малку подолго да се задржам на тоа и ќе одговарам на вашиот интерес. И тоа е така. Меѓутоа, лично мислам дека не секогаш Министерството за правда го прави најквалитетниот избор. Колешката Олга не го кажа изрично, јас се веќе го кажам, неретко селекцијата што ја прави комората претрпува измени во Министерството за правда, односно рангирањето на кандидатите. Сега малку тоа прашање со новиот закон е зајакнето и улогата на комората е зајакната. Меѓутоа, мислам дека има уште простор и дискреционото право на министерот во одлучувањето за назначување на нотари треба да се ограничи. Што сакам да кажам со тоа? Мора во рамките на Министерството за правда да се донесе подзаконски акт каде што ова надлежност и ова властување на министерот правно да се конкретизира и да се стави во правни рамки. На кој начин министерот ќе ги селектира кандидатите кои ги има добиено од огласот што го распишал, а го спровел нотарската комора. Тоа е прво. И второ, мора да постои во рамките на Министерството начин на кој и министерот ќе биде на некој начин под надзор како го врши изборот на кандидатите за назначување на нотари. Значи да има степенасто надзор врз овластувањето што сега со законот ги нема. И од тука и впечатокот што вие го спомнавте, дека понекогаш се мисли дека оваа надлежност на министерот за правда се смета како подрачје за влијание, политичко влијание и некоја регрутна база за идни поддржувачи на одредени политики. Нотаријатот е целосно исклучен од политиката. Нотарите се меѓу ретките, ако не и единствените соизвршителите кои не само што не може да членуваат во политичка партија, не смеат да бидат членови на никакви органи, надзорни, управни, значи целосно деполитизирани и департизирани. А од друга страна, пак имаме ситуација дека токму овие две професии, особено вашата, е многу примамлива за поранешни функционери на власт. Ако ги добиеме овие критериуми, правни инструменти што ги спомнав јас, што може да се илустрира многу и низ конкретни примери. Кога ќе имаме таква правна структура и правни норми, тогаш и можностите за манипулирање, односно регрутирање на луѓе кои одскокнуваат или не ги исполнуваат критериумите, ќе се намали целосно. Но, ќе повторам уште еднаш, како надлежност не може да се изземе од државата и да му се препушти на комората, зашто тоа би значило и ограничување на можностите на државата како инструмент за контрола и надзор врз обавување на нотарската служба, која, впрочем, е типична државна, само пренесена во една служба како што е нотаријатот. Сега би сакала да се задржиме на моментот на одговорноста на нотарите, што е многу битна. Рековме дека контролата се врши преку Министерството за правда и преку нотарската комора. И преку нотарската комора, каде што постои посебно тело, дисциплински совет. Колку тој совет е ефикасен и колку навистина постапува по представките кои што доаѓаат и од граѓаните и од другите
и од фирми, со оглед на тоа што постои едно уверување во јавноста, кога станува збор, особено за саморегулативни тела, народски кажано, врана на врана не е колве очи. Колку е тоа случај со нотаријатот? Не би се сложила со Бидејќи има таа впечаток констатација. дека многу е мал бројот на дисциплински постапки, а особено на оние кои што завршуваат со поригорозни казни. Не би се сложила со таа констатација. Дисциплинскиот совет е тело во нотарската комора кое што го сочинуваат двајца суди, еден јавен обвинител и двајца нотари. Што значи мнозинството се сепак луѓе од надвор, кои што не се нотари. И по сите представки поднесени до нотарската комора, дисциплинскиот совет одлучува. Што значи и министерот за правда може да даде представка, и председателот на судот, и председателот на нотарската комора. Ебе, илустрирајте ми го со бројки, да кажеме, во текот на Минатата година постапки имало 17 постапки, по сите 17 е одлучувано и казнети се повеќето нотари, Со какви казни? парични и јавна опомена. Се работело повеќе за прекршоци кои што се направени од техничка причина. Не се констатирани некои големи грешки, меѓутоа не значи дека ако има представки во кои што има тешки дела, за тоа се водат и постапки, може да биде нотари разрешен. За овие години имате ли некаква бројка колку нотари биле разрешени? Разрешени се оние кај кои што имаше утврдено дека постои кривично дело во своето злоупотреба во своето работење и тие се разрешени. И сега, доколку постои такво нешто и доколку се утврди такво нешто, сигурна сум дека нотарската комора нема да се мисли и дека ќе ги отстрани таквите членови од своето членство. Не ми кажавте бројка за овие 20 години, имате ли податоци колку нотари се разрешени? Тројца, мислам. Тројца. Што за 21 година, да бидеме искрени, не е и многу голема бројка. Особено, господине Зибери, што постои една перцепција кај граѓаните, ќе се согласите, предпоставувам и ја слушате вие и во разговори со луѓето. Граѓаните се убедени дека постои некаква спрега помеѓу нотарите, извршителите, доверителите, банките, судовите и дека тоа во одредени случаи е на штета на граѓаните. Најодговорно тврдам дека нотарската комора не е инволвирана и не е во спрега со овие елементи што ги спомнувате. Не земам за право да тврдам дека исклучоци може да има како и во секоја индивидуални професија. нотари. Но како политика на нотарската комора е целосно надвор од овие Дали води. разговарате вие на седниците на разговараме. нотарска комора за и имиджот пред на јавноста нотарите? ќе го кажеме тоа, ништо не криеме и нема што да криеме. Но да се навратам малку во однос на надзорот. Нотаријатот како ретко која служба има двојна контрола, двоен надзор. Надзорот што го врши тој што го дава овластувањето, министерството, и само контрола нотарската комора. Еве, патем да ви кажам дека во текот само на минатите 6 месеци јас сум вршил надзор кај 7 нотари како член на управниот одбор. Истото го прави и Олга и секој член на управниот одбор. Министерството само во текот на 2018 година има направено 23 надзори. Што значи 23 нотарски канцеларии биле под лупа на Министерството за правда. Каде што е учесник и судија од основен суд. И судот, надлежниот суд, на чие подрачје се наоѓа канцеларија. Дозволете. Да. Значи, 17 надзори биле редовни по планот што го изготвува Министерот за правда и 6 надзори се направени по поплака на граѓаните, по представка, по конкретен предмет, каде што
комисијата што ја формира министерот за правда без најава оди во нотарската канцеларија и го бара конкретниот предмет. Овој одоброј или ова УЗП број или ова решение и така натака. Значи, не е така, мислам дека погрешна е перцепцијата дека нотарите функционираат така и никој не ги контролира, се во некоја шема, во некоја спрега. Не, напротив, се под сериозен надзор и од државата, но и од самата внатрешна структура. И по тие надзори Министерството за правда има поведено, кажа пред малку Олга, 17 предлози за утврдување на повреда, дисциплинска постапка. Но се разбира, Министерството не може да биде и одстапувач на овластување и на суд кој ќе ги казни нотарите. Затоа постојат тела согласно законот кои ќе ги утврдат пропустите евентуални или ќе ги ослободи од одговорност нотарите. Тоа е дисциплинската комисија, а со новиот закон, со последните измени се уредува уште попрецизно и второстепена постапка на утврдување на одговорност, каде што членови на таа комисија се суди од сите 3 апелациони подрачја во Република Македонија. Тројца суди и двајца нотари. Што значи, мнозинството во одлучување во дисциплинската комисија ја имаат луѓе кои не се нотари. И да сакаат, значи да амнестираат некого, они немаат мнозинство, бидејќи судиите го имаат главниот збор во одлучувањето по тие преставки, било тоа да се од страна на Министерството, но и самиот председател на комора има 2-3 постапки инициирано за утврдување на дисциплинска постапка против нотари, кај кој имал индиции дека има одредени повреди. Да, тука ќе направиме малку пауза за реклами и ќе продолжиме. Господјо, со вас, Олга, колку се оправдани поплаките на граѓаните? Пауза, па ќе продолжиме. Да. Ве молам време за реклами. Продолжуваме со емисијата Правда и неправда и со нашите вечерашни гости, скопските нотари Насер Зибери и Олга Димовска. Господјо Димовска, застанавме на вас. Значи, колку се оправдани поплаките на граѓаните и можете ли да ни споменете една бројка, а тоа е за сите овие години колку предмети се поминати низ рацете на нотарите и споредбено со бројот на преставки, да направиме некаква анализа колку е тоа во вкупниот број? Колку се основани? Тоа самите одлуки го кажуваат, меѓутоа според бројот на предметите кои што поминале низ нотарските канцеларии, ќе ви кажам една бројка од анализата што е направена за 10 години. Постојат негде околу 992.000 нотарски акти и потврдени приватни договори. А во текот на тие 10 години за оваа бројка се покренати 64 тужби за поништување на нотарски акт, од кои што само 21 се усвоени. Ова е 0,006% од вкупниот број акти. Колку имаме заверки во тие 10 години? Негде околу 11 милиони и 500 ми се чини. Потоа има платни налози околу 1.222.000. Оставински постапки 162.000 во тие 10 години. Ако се погледнат цифрите на приговорите кои што се поднесени, поготово во оставинските предмети, тоа е толку минутна бројка, 0, нешто, што зборува за квалитетот на вршењето на нотарската дејност во оваа доверена работа, што се однесува до платните налози.
Во платните налози приговорите се не движат за сите години откако нотаријатот ја има оваа надлежност, се движат негде од 4,5 па со тенденција на намалување секоја година, така да последниве години тие се негде околу 2%. Што е мора да се сложиме дека е многу мала бројка и зборува за квалитетот на овие предмети, односно за работењето на нотарите во овие предмети. Сега, секој граѓанин нормално дека има право и да поднесе представка и да тужи и да поведе постапка, меѓутоа во постапките сепак постапуваат луѓе кои што не се нотари и кои што сепак со своите одлуки докажале и со оваа бројка се гледа дека постои квалитет во вршењето на нотарските работи. Од таа причина сметам дека нотаријатот навистина ја докажа својата улога, дека навистина може да се носи со сите дадени надлежности. Ако тврдите дека бројките се на ваша страна, како тогаш го објаснувате и ја објаснувате лошата перцепција што постои во јавноста и за нотарите и за извршителите? Дури имавме повици за укинување на овие професии. И што правите да го намалите или да го подобрите тој лош одиум кој што постои за овие две професии? Се разбира дека перцепцијата се гради врз основа на информациите што ги добиваат граѓаните и таа перцепција не мора да значи дека е точна и не мора да значи дека за секој приговор или представка граѓанинот е во право. Иако се согласувам целосно дека секоја повреда е повреда, секој прекршување на законот е прекршување. Ама ако ги анализирате, значи бројките на предметите кои постапуваат нотарите и постапките кои се поведени и постапките по кои се усвоени од страна на судовите, ќе се види дека тоа е крајно минорно, значи 0,04%, за некои е и 0,01% и така натаму. Ама постапките се минорни, незадоволството е голямо. Имајќи во предвид дека само за последните 10 години, значи нотарите постапиле вкупно по сите области за 14 милиони предмети. Овој одиум, оваа перцепција на граѓаните се разбира дека треба да се смени, да се промени. Прво, на начин што нотарите ќе бидат уште подоследни во примената на законите. Тоа не значи дека странка нема да остане незадоволна кога ви доаѓа во оставина и вие предметот или ќе го пратите на парница или ќе одлучите како што бара законот. Значи ќе остане странката незадоволна, како што и останува во судот. Никогаш во судот две задоволни страни не искачаат од парница. Едната страна останува незадоволна. И кај нотарите ќе остануваат такви забелешки. Мене најмногу ме загрижува кога има забелешки од страна на граѓаните по однос на две прашања. На незаконито постапување на нотарот при вршење на нотарската дејност и за нотарската тарифа. Дека нотарите имаат превисока тарифа или граѓаните не се во состојба да го издржат теретот во остварувањето на нивните права пред нотарските служби. Да одиме постапно. Чекајте, само еден момент. Забелешки кои се да ги групираме најчестите забелешки во работата на нотарите. Значи, многу забелешки има околу доставата. Имено, се тврди дека, особено во делот на неплатени комунални сметки, многу граѓани не се известуваат дека се тужени. После тоа предметот доаѓа кај извршител и дури кога граѓаните ќе воочат дека им е блокирана сметката, стануваат свесни дека имаат проблем. Постои ли начин на време да им се укаже дека
им е блокирана, дека имаат неплатени сметки и дека да им се даде рок во кој што тие треба да ги платат тие сметки. Затоа што некои наши граѓани тврдат дека се довеле во многу непријатна ситуација да им бидат блокирани сметките кога биле надвор од земјава, па едва и се снашле да се вратат и така натаму. Може ли во тој дел да се направи некакво подобрување, да нема околу доставата проблеми? Пропусти во доставата имало. Сигурно ќе има и во иднина, но со последните измени на законот за нотаријат, токму на тој дел беа извршени и корекции околу доуредување на начинот на достава, кој впрочем основата ја има во Законот за парнична постапка, како тоа е уредено. Тоа е една прашање. Друго е проблемот што не секогаш Министерството за внатрешни работи и нотарите имаат точни податоци за живеалиштето на граѓаните. Дека се прават напори во последно време, самите јавни предпријатија, јавни комунални и други јавни предпријатија и предпријатија кои вршат јавни овластување во име на државата, ги предупредуваат граѓаните пред да поведат постапка пред нотар. Праќаат едно предупредување, второ предупредување и така натака. Нотарот исто така, пред да го донесе решението, значи го известува, ја известува странката, дека е покрената постапка и дека во рокот 8 дена тој треба да се изјасни дали наводите на тужителот, односно доверителот се точни или неточни. После тоа има право да приговара на решението што го носи нотарот, па да му се даде уште една шанса пред судот да ги демантира наводите на доверителот и решението кое го има донесено нотарот и конечно да се ослободи од одговорноста. Значи, постојат сијасет мерки до конечната одлука која доаѓа и која мора да се извршува. Но примерите што ги спомнавте вие, дека се во странство, дека тоа се прашање и проблеми од друга природа. Зашто ние немаме таква ажурирана евиденција да знаеме дека одредено лице не е во земјата. Вие гледате и во други области државата какви сериозни пречки има околу точната евиденција на живеалиште на граѓаните, колку се резиденти, колку се надвор и така натака. Но доставата и кога ова прашање, значи донесувањето на платните налози беше во рамките на судот и кај нотарите е проблем и кој бара многу напор за да навистина граѓанинот благовремено добие известување дека е утужен. Госпоѓа Димовска, колку до вас како управен одбор на комората стасуваат гласините дека оделни нотари во своите канцеларии поседуваат и печати за антидатирање на сметки за вода и за парно. И дека на тој начин се крши законот, па дури се наплатуваат долгови стари и пред 20 години кои што не се утужени. Видите, ова вака концепирано, прв пат го слушам, меѓутоа ако се поднесе предлог, нотарот по службена должност не ја цени застареноста. Странката може да приговара на застареност. Нотарот е должен да го проследи, да донесе решение и да го проследи до странката. Како што зборуваше Насер, проблем е доставата, меѓутоа нотарите мислам дека прават многу повеќе од она што во законот е уредено за доставата. И се трудиме на многу начини, дури некојаш и лично одиме, за да ја направиме доставата уредна. Да бидам сигурна пред да го ставам печатот на правосудно. Меѓутоа, дел од експертите јавно се произнесоа дека за стари комунални сметки кои што не се утужени, граѓаните не треба да ги плаќаат, затоа што рокот на застареност е 1 година, а во праксата има случаи по 10 и повеќе години стари. Нотарот нема надлежност да го цени тоа. Значи, тоа се предмети можеби преземени од судот, кои што биле утужени благовремено и кои што во судот останале во некој стадиум и само се пренесени.
Она што е пренесено кај Ама добро, ноторот е ако само ви дојде доставата. вас предмет некој во кој што гледате дека од пред 15 години е туку така ќе го проследите. Старите предмети, надлежноста на нотарот е само да ги проследи, доставата да ја направи. Што значи таму се веќе донесени решенија од судот. А тие не се дистрибуирани до должниците. Значи нотарот не навлегува. Имате Не, само дополнување на ова? сакав ако можем ако успеам да објаснам. Значи, често пати граѓаните ги мешаат застареноста во однос на датумот, односно времето кога е утужена една сметка и времето кога е донесено решението. Тоа е проблемот. Да, ова е проблемот. Значи, ако една сметка е утужена благовремено во рокот предвиден со закон, а стигната е кај нотарот после 10 години од страна на судот, тоа не значи дека е застарено. Да. И тука граѓаните ги ставаме во заблуда, односно се бунат зошто добив решение од нотарот за сметка пред 10 години. А тоа е всушност решение од судот. Така. Кое што со законот само се пренесе. Ама значи утужена е таа сметка и нотарот мора да постапува. А за овој проблем што претходно кажа за антидатирање, имате слушнато за такво нешто? Не, немам слушнато, ама имам слушнато нешто друго. Дозволете ми само. Значи, во делот на носењето на нотарскиот платен налог, нотаријатот има проблем. Јас и колешката Олга сме поборници како да го решиме тој проблем и во рамките на управниот одбор јас кажувам дека сум станал и дежурен, зашто секогаш го покренувам тоа прашање. Ама со право. Да, со право. Последниот пат колешката Олга и написмено упати забелешки на извештајот на Министерството за правда, каде сметаме ние дека треба да има интервенција. Значи, платните налози. Точно е дека во минатото, а гледаме дека и актуелно тешко се надминува проблемот, се групираат кај одреден број на нотари. Значи, сметките за неплатена водарина, парно, електрична енергија, значи, се концентрирани во еден мал број на нотари. Во минатото тоа беше екстремно изразено, каде што тројца, четворица нотари во Скопје добива со хилјадници предмети. По 5-6 илјади предмети. Што значи тоа? Тоа прво ги теретиме еден мал број на нотари со предмети каде што они немаат ни простор, ни можност, ни капацитет, ни стручен, ни технички тоа навреме да го реши, а се доведува во прашање и квалитетот на решението. Прво. Второ. Финансиски, дозволете, зашто ова е сериозен проблем и тука се грото на забелешките на граѓаните. Се стимулираат некоректно финансиски само одреден број на нотари по пат на доделување на такви предмети. Трето, неравномерно работат нотарите во рамките на едно судско подрачје. Кој е мотивот тебе да се стимулираат одредени само нотари? Мотивот го знае тој што го прави тоа и евентуално тој што го добива тоа властување. Не остави ли тоа простор, дозволете, за евентуални корупциски действија во кои што влегуваат нотарите? Не можам јас да тврдам дека има такви, но како перцепција постои. И тоа е нотирано дури и од страна на Европската комисија, дека треба да се напушти ваквиот начин на доделување на нотарските платни налози, зашто представува извор на корупција. Затоа што истото се случува и со банките. Одредени нотари се врзуваат со определени банки, па нотарот, па банката ви одредува кај кој нотар сакате да одидете. И ние добиваме многу лош впечаток. Дури и реален, не ова веќе перцепција, дека одредени нотари стануваат богати, а одредени нотари ги затвараат канцелариите. Ние оваа година имавме 3 случаи каде што нотарите поднесоа оставка, односно се откажаа од службата. Не можат да ги издржуваат своите канцеларии. Бидејќи нотарскиот платен налог е овластување од јавен карактер, бидејќи се тужат сметки кои ги издаваат јавни претпријатија, а јавното претпријатие значи е јавен ресурс,
мора државата да води сметка дали пропорционално го распределува работењето на платните налози кај нотарите. Во спротивно, значи, постапува надвор од она што е правило. Тоа е прво. Второ, ќе го урамнотежи обемот на работа кај нотарите. И трето, граѓаните понавреме ќе ги добијат решенијата и со тоа, значи, и нема да им оди камата и поквалитетни решенија. На кој начин тоа може да се направи? направи? На кој начин? Има земји кои тоа го имаат решено. Како? Тоа е, например, со Црна Гора, тоа е, например, со Хрватска, земји кои имаат дури малку поголема традиција со нотаријатот. Како поправилно да се распределат Тоа значи, бидејќи ова е јавно овластување, а произведува јавни ресурси, мора владата, односно државата, да најде инструмент како тоа да го реши. Како што е, еве, еден од начините се оставинските предмети. Оставинските предмети ги добива, значи граѓанинот поднесува предлог до судот, судот ги распределува по електронски пат рамномерно кај сите нотари. И ниту еден нотар нема да најдете не во Скопје, во цела држава кој ќе има забелешка за тоа дека добива помалку или повеќе оставински предмети. Нека се превземе моделот таков. Нека се најде правен инструмент со кој државата ќе ги принуди, значи, доверителите, јавните предпријатијата кои вршат јавни овластување во име на државата, распределбата да ја направат. Може еден од начините, еве ќе ви спомнам како што е во Хрватска, преку нотарската комора. Па нотарската комора ќе го распредели. И кој службеник у нотарската комора ќе се осуди да направи тука малверзации и да има неравномерно распределба на предметите. Или нека се поднесат до тој што ни ја доверил работата, Министерството. Па Министерството исто така нека врши електронска распределба, односно равномерна распределба. Значи може да се најде начин. Треба да се има спремност, а со тоа ве уверувам дека најголемиот број на поплаки на граѓаните и ќе скласнува. И во тој дел. Веќе се, ако може само да дополнам во врска со ова прашање. Управниот одбор на Нотарската комора детектирано е како проблем и сакаме да најдеме решение, се обрати до сите јавни предпријатија, до сите државни институции, се обрати до сите банки, барајќи да се почитува правото на рамномерност на распределба на предметите и одржани се и состаноци со некој од нив. Укажано е дека со ваквата распределба на предметите нешто укажува на постоење на недозволени действија за кои што немаме доказ, меѓутоа сепак перцепција постои. Исто така, во таа насока е воведен член 26а, кој може би граѓаните и не го знаат во Законот за нотаријат. Тој член вели слобода на избор на нотар. Што значи, секој граѓанин може слободно да го избере нотарот ако тој самиот си ги плаќа трошоците. Тоа посебно се однесува на банките, кои што ги упатуваат, например, само. Насочуваат. Да, насочуваат службениците. Дали вие такво упативте некаков писмен допис до банките со вакви укажувања? И до банките, и до Министерството, и до... Дозволете само еден еклатантен пример да ви дадам. Ајде, повелете. 2017 година и 2018. Јас имав 22 решенија за платни налози. Предлози. Имавме колега кој имаше 11.000, 12.000. Можете да разберете која дискрепанца е тоа и какво... Дали таквата дискрепанца е забележлива и во заработките на нотарите? Затоа што пред известно време, пред неколку месеци, излегува некои податоци во јавноста, добиени од официјален извор од Централниот регистар, во кој што можеа да се сретнат и вакви бројки, дека низ нотарските канцеларии поминале 90 милиони евра приходи и добивка од 41 милион евра, па дури
беше направена и некаква ранг листа на топ 10 нотари, каде што некои од нив имаат по 500.000 предмети во работа и исто толку близу и евра на сметка како приход. Ке се согласите дека токму таквата перцепција создава и некакво раслојување и во вашата професија. Верувам дека истото се случува и со адвокатите, и со извршителите, а тоа значи дека во државата сите пари и сета работа е сконцентрирана во 10 канцеларии, условно кажано, и можеби е многу полесно, сега ова го кажувам без докази, меѓутоа граѓаните се јавуваат секојдневно и во нашата редакција и кажуваат за поврзаност на структури од банките со нотари. Сакам да кажам, поентата ми е дека многу е полесно 10 луѓе да подкупите отколку 200 или 186. И на тој начин завршното прашање ми е како вие како комора ќе се справите со плевелот, ако можам условно така да го кажам, во сопствените редови. Затоа што велите дека некои колеги ги затвараат канцелариите, а бога ми некои добро работат и се уште представуваат и мамка токму таа перцепција дека одлично се живее во нотаријатот за нови политички кадри кои што си барат вдомување во нотаријатот. И да бидам до крај значи искрена, зошто некој кој што бил политичар и да речеме искрал пари низ својата кариера на најразлични начини, бил градоначалник, има имоти, има значи капитал 10-кратно зголемен, тие пари да не ги оплоди или да не ги легализира во една легална нотарска канцеларија со неколку вработени и да продолжи легално да си работи. Да ги легализира тие средства нема да може, да, но точна ви е констатацијата дека се создава впечаток дека 10-15 нотари во рамките на државата се збогатуваат дури енормно, а мнозинството на нотари едва значи преживува, односно ја одржува функцијата на канцеларијата. И тоа е токму продукт на фактот што го констатиравме пред малку, неравномерната распределба на платните налози, односно предлозите за донесување решенија. Изгледа од тогаш се јави тој проблем. И овие разлики во приходите кај нотарите се јавија токму Значи, тоа се последните неколку години. 11 кога се пренесе таа надлежност. И, значи, навистина е несфатливо како една канцеларија може да има толку предмети, да оствари толкав приход, а канцеларијата до него да нема ни пола, ни една третина од работата и приходот од таа канцеларија, при предпоставка дека секој нотар ги исполнувал стручните критериуми за назначување и мериторно може да се носи со работата што државата му ја има доверено. Значи, тука не станува збор за стручност, компетентност, ажурност и така натаму, туку за стимулирање и фаворизирање на одредена група на нотари, кои и тоа поготово е драматично изразено во Скопје. Бидејќи јавните комунални предпријатија се со седиште во Скопје и на овој дефект, на ова девијантна појава мора државата да му стави крај, а со тоа и да се елиминират и овие проблеми што ги имаме и да се разбие ова перцепција и овој одиум за нотарите дека стануваат милионери. Дај да видиме кои се тие милионери, како доаѓаат до тие милиони. Значи, не е нерешлив проблемот, само треба да се има спремност. И на крај, дозволете ми, комората секогаш, значи, редовно го поставуваме ова прашање. Што може да превземеме? Можеме само надзорите да ги забрзаме и почести да бидат кај одредена група на нотари, што и го правиме.
второ, да укажува до Министерството за правда да се реши ова прашање. При изготвување на измените на Законот за нотаријат и во 2016 и во 2018 година, и Олга била член на работните групи, и јас, укажуваме, дајте луѓе да најдеме одредба со која ќе го решиме ова прашање. Ама предлагач на законот не е Нотарската комора. Да, учествувате во работните групи и прашање тука, колку постои подготвеност да се спремност да прифатат. се... Мислам дека должни сме да одговориме на уште едно прашање, кое што не помалку е важно од ова што го говоревме, а тоа е за веродостојноста на исправите. Колку во постапка нотарите инсистираат на тоа да добиваат веродостојни исправи и оригинални документи? Нотарската комора многу направи за ова. И со тоа подигна правната сигурност. Сите нотари се поврзани со сите јавни регистри. Што значи, ако се прави еден договор кај нотар, тогаш нотарот е самиот поврзан со Централниот регистар и според членот 57 од Законот за нотаријат, самиот врши увид во јавна книга при Централниот регистар и самиот ја вади тековната состојба за да провери каков е статусот на правното лице кое е овластено лице. Нотарите 2010 почна ЕК шалтерот. Доброволно тогаш повеќето нотари се поврзаа со катастарот за да ја зголемат правната сигурност. И 2014 профункционира веќе кај сите нотари, што значи задолжително секој нотар да е поврзан со јавна книга во катастарот. И заради зголемување на правната сигурност, нотарот во моментот вади имотен лист за да ја провери состојбата, дали има некои времени мерки, дали има некои извршувања. Исто многу битно што нотарот електронски ги пушта во катастар сите предмети. Што значи, ако е веќе исплатена купопродажната цена, нотарот веднаш ќе го пушти во катастар да се смени собственоста. Доколку се работи за преддоговор за купопродажба, каде што имаме уплатено дел од купопродажна цена или капар, нотарот веднаш ќе го прибележи во катастарот како предбележба да се укнижи дека е веќе склучен преддоговор и со тоа е заштитен купувачот за да не може веќе ни извршител, ниту пак ако продавачот има таква лоша намера да го продава на трето лице. Ние мораме да веруваме на јавните книги, на јавните регистри, меѓутоа направи максимум од она што е дозволиво. Многу забелешки токму околу запишувањето на хипотеките имаше во изминатиот период кога имавме и многу афери со купување на станови, со дупла продажба на станови. Тоа може би беше во период кога не беше електронско поврзување и кога се носеа рачно во катастар на шалтер. И предустројување на катастар на недвижности. Да, од земјишен бидејќи до тогаш судот ги водеше уписите на ипотеките, каде што не беше устроен книги требаше фактички да се чека секоја потврда од интабулационо оделение. Меѓутоа, сега е направено многу и одиме до таму заради доставата. Бараме да можеме адресните податоци да имаме линк, поднесено е барање до Министерство за внатрешни работи, да имаме пристап до адресните податоци и да може нотарот и покрај тоа што ние сега се обраќаме, меѓутоа тоа трае неколку дена или недели. А во случајот ако ни се овозможи тој пристап, нотарот ќе може веднаш да ја провери адресата. Исто така имаме склучено веќе меморандум и со управата за водење на матичните книги и во оставините, па дури и во оние предмети каде што имаме продажби и хипотеки, сакаме да можеме сами во моментот да извадиме извод од венчани или извод од родени за да ја видиме состојбата на продавачот. Отворивме многу прашања. Јас верувам дека има многу, дури го пробивме терминот што зборува дека можеби управниот одбор на Нотарската комора почесто треба да излегува во јавноста. Јас ви благодарам за вечерашното учество во емисијата, а вам, почитувани гледачи, за вниманието со кое што не гледате и не гледавте. Останете со програмата на Еден ТВ, а ние се гледаме за 7 дена на истото ова место, во истото време. Имајте убава вечер.